Нова ера на Сирија признаена и поддржана од САД. Тоа е поттикот на администрацијата на Бајден, што го користи како потпора во момент на длабока неизвестност по падот на председателот Башар ал-Асад. Оно што сакаме да го видиме во однос на владењето во Сирија е владење кое се смета за веродостојно и легитимно, кое е одржливо, кое ги исполнува аспирациите на сирискиот народ. Хајат ал-Тахрир ал-Шам, бунтовничка група која го собори Асад, е странска терористичка група назначена од САД. Има награда од 10 милиони долари за незиниот лидер Абу Мохамед ал-Голани. Ова победа, браќа мои, е ново поглавје во историјата на целата исламска нација. Тоа е пресвртница за регионот. Во последните години Голани се огради од екстремистичката идеологија, но тој го одржа својот победнички говор во неделата од древна сунитска џамија во Дамаск, а не од председателската палата, загрижувачки знак за некои експерти. На сопствениот канал на бунтовниците имаше изјави во кои се вели: ја зазедовме џамијата Омајат, потоа ќе одиме во Ал-Акса, што е во превод кон Ерусалим, тогаш ќе одиме по Каба, која е во Саудиска Арабија. Американскиот председател Бајден брзо реагираше, започна воздушни напади врз цели на исламската држава во Сирија. И во средата го испрати својот виш дипломат во Турција и Јордан за да се консултира со лидерите. Но на 20 јануари Бајден ќе биде заменет со Доналд Трамп, кој сигнализира поинаков пристап. На социјалните мрежи Трамп предупреди: не се вклучувајте во Сирија. Но САД се веќе ангажирани. Во моментов има околу 900 американски војници распоредени во Сирија. САД ја поддржува сириската курдска бунтовничка група. Вашингтон исто така има блиски врски со сите соседи на Сирија, Ирак, Либан и сојузниците на САД, Израел, Јордан и Турција. Не смееме да бидеме настрана целосно, секако не. Но ако самите не сакаме да бидеме премногу ангажирани како САД, ова е време да соработуваме многу тесно со партнерите од целиот регион. Не е јасно дали според доктрината Америка на прво место на Трамп, САД ќе се стремат кон она што го сака Бајден од идната сириска влада да е инклузивна. Во меѓувреме, другите засегнати страни ги започнаа своите следни потези. Асад беше поддржан од Москва, која веќе лобира да ги задржи руските војни бази во Сирија. На север, сириските курди се раселени бидејќи бунтовниците поддржани од Турција се нападнати од курдски борци поддржани од САД, кои Анкара ги гледа како сојузници на сепаратистичкото движење. За сега, Иран загуби голем дел од моќта. Особено кога Израел започна напади врз Сирија, дополнително ослабувајќи ја преостанатата војна способност на некогаш цврстиот сојузник на Техеран.